почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Денес сме тука затоа што вистината повеќе не смее да се премолчува. Предолго молчевме, работејќи во тишина за да ги решаваме проблемите што ги наследивме. Но кога некој се обидува да ја искриви реалноста и да ја доведе јавноста во заблуда, наша должност е да ги изнесеме фактите пред граѓаните. Оваа пресконференција денес е мотивирана од прашањата што во изминатиот период ги поставуваше опозицијата, не уште повеќе од правото на граѓаните да ја знаат вистината за состојбата во општината. Кога ја презедов функцијата градоначалник, не наследив стабилна и финансски здрава општина. Наследив сериозни обврски, долгови и финански хаос, кој со години бил создаван и прикриван. Моја цел беше прво да зафатиме со работа, да ги стабилизираме финансиските текови и да почнеме да ги решаваме проблемите. Свесно, не сакав веднаш да ја оптоварувам јавноста со негативни информации, но денес, кога некој се обидува да ја искриви вистината и да ја префрли одговорноста, сметам дека е време граѓаните да ги слушнат фактите. Во текот на изминативе месеци откривме сериозни состојби кои бараат целосно расчистување. Во моментот кога станав градоначалник, заедно со службите и институциите извршив контрола, увид и целосен преглед на работењето. Секој денар да биде проверен, а секоја евентуална неправилност да биде утврдена согласно законите. Денес ќе ја презентирам анализата на сите реализирани плаќања во периодот од 28 октомври 2025 година до почетокот на овој месец. Во овој период извршени се плаќања по повеќе основи: капитални вложувања во јавните предпријатија, намирување за останати долгови кон изведувачи и добавувачи, обврски кон вработените, како и различни договорени и законски обврски. На 27 октомври 2025 година салдото со обврските изнесувало фантастични 119 милиона 309 822 денари. На иста дата, јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец должи над 510 милиони денари. Истовремено, ЈСП Струмица Транспорт има долг од над 340 милиони денари кои струмичани ќе го исплаќаат на рати до 2031 година. Во продолжение, сакаме да ја запознаеме јавноста со дел од исплатените обврски на општина Струмица. Реализирани се капитални трансфери во вкупен износ од 28 милиони и 900 илјади денари. Трансфери кои доколку не би биле направени навреме, јавните предпријатија би биле доведени во тешки финансиска состојба. Исплатено е кон ЈП Стационар Лана 1.900.000 денари, кон Струмица Газ 2 милиона денари, кон ЈСП Струмица Транспорт 25 милиони денари. Во меѓувреме, подмирени се и за останати обврски кон комунални и јавни услуги. Имено исплативме електрична енергија за улично осветлување за август и септември во висина од над 3,5 милиони денари. За останат долг кон Министерство за финансии по кредит од Меѓународната банка за обнова и развој во висина од 2 милиона 579 970 денари, кој во суштина отплаќаме наследени долгови по кредит од Меѓународната банка за обнова и развој за втор проект за финансирање за подобрување на услугите во висина од 67 милиони денари. Дел од долгот кој ЮНДП за градскиот пазар во населба Карпош од 3 милиона и 800.000 денари. Замислите, го плативме авионско прскање против комарци за 2024 година во износ од над 660.000 денари, дел од договорот за 25 година за авионско прскање против комарци од 680.000 денари. Исплатени се обврски кон Комуналец од вкупно 21 милион денари. Во истиот овој период подмирени се дел од заостанатите долгови кон повеќе изведувачи и компании во сериозен износ од над 16 милиона и 600.000 денари. За проектите реализирани во турска населба исплатени се стари долгови од над 5 милиони денари.
Подмиревме обврска и кон вработените во висина од над 600.000 денари. Во списокот на долговите не заостануваат ниту други значени ставки, како например за останата чланарина во СЕЛС за 25 година од 499.950 денари и пристап до информатски систем во изnos од 1.179.000 денари. Кофинансирање кон Центарот за развој на Југоисточниот плански регион од 200.000 денари, за останат долг од 500.000 денари за 2024 година, за кои е потребно да се предвидат дополнителни средства во буџетот на општината. Платевме и за останати сметки за организирано сместување и исхрана на Струмичкиот карнавал од 25 година од над 700.000 денари. Поединечни договори со правни лица од 2025 година околу 500.000 денари. Плаќање на експроприација во висина од над 4.660.000 денари. И со целата интензивна работа и за половина година успеавме да го намалиме долгот на општината. За споредба, долгот на општината на 30 јуни 2025 година изнесувал 109.462.844 денари, додека за 26 година на истата дата изнесува 83.769.643 денари. Во меѓувреме, сакам јасно да нагласам дека ние не создаваме нови долгови. Напротив, паралелно ги сервисираме сите тековни обврски и систематски го намалуваме старите долгови кои ги наследивме. Работиме силно и одговорно за општина Струмица повторно да застане на здрави финансиски нозе. Нашата цел не е политички спектакл, ниту собирање политички поени. Нашата цел е финансиски стабилна, одговорна и транспарентна општина, во која интересот на граѓаните ќе биде на це. Затоа сакам да им порачам на сите граѓани да бидат спокојни. Почитувани, општината не се крие од проблемите, туку ги решава. Со домакинско работење, со транспарентност и со одговорност, чекор по чекор, ја стабилизираме финансиска состојба и создаваме темели за сигурна и подобра иднина за сите. Ви благодарам.